Поголемата работна и екзистенцијална неизвестност, надеж за спас се појавува за македонците на Малта. Таму сега на нив им се нуди намалување, а во некои случаи и бесплатно користење на становите до решавање на кризата. Добивме првата помош од малтежаните со намалување на кирии. Некој од нив дори се одрекува од нивните барања за целосна плаќање на кирија, некои намалија на пола, така да излезе во наш сусрет и помогна на нашите сите граѓани што сме во Малта и за сите балканци. Неочекуваната солидарност од малтажаните за нашите на овој остров е вистински спас во последен час, бидејќи голем дел од нив се во крајно незавидна состојба. Во меѓувреме, во деновите на неизвестност меѓу македонците функционира голема солидарност. Моментално организираме како хуманитарна акција, пошто да напомнам, ние сме невладина организација, ниту партиско нешто, значи едноставно сакаме само хумано да помогнеме. Јас и уште двајца срби сме моментално приклучени во оваа акција. Сакаме да помогнеме сите наши граѓани што се во овој проблем што се во Малта. Некои од нив многу од нас, од нашите граѓани добија отказни решенија од работа, пошто нема диплома од работа, ништо не работи овде. И сакаме да ја помогнеме секој пошто се затечени овде со деца, со мали деца, да помогнеме финансиски, со храна, со лекови и се што можеме, се што се во наши предонеси. За оние што сепак се одлучиле да се вратат дома, нашата влада организираше авионски превоз. Колку од нашите ќе се вратат во државата? Значи моментално во Малта има пријавени околу 150 луѓе што сакаат да се вратат во Македонија. Значи одма последувањето ќе бидеме во 15-дневен карантин, државен карантин во сметка на државата, а летовите, значи билетите сами да си ги платиме. Како ќе се одвиваат работите за нашите во оваа земја е неизвестност, која опфаќа околу 500 претежно млади луѓе од источниот регион.